следни 5-6 минути разговор на меѓународна политика. Дејан, сите теми се практично исти како и од минатата Ништо не се смени. Ништо не се смени. Само дека Тедрос, председателот на Светска здравствена организација, на СЗО, нели, човекот кој изминативе 3 години беше у жижата на лекувањето на светот од пандемијата, треба да добие трет мандат, па сега таму се кршат копијата, дали он сето тоа добро го менаџирал овие 2 години, не 3, грешам 2, или можеби е еден од виновниците зашто светот така некако. Па тешко може да се каже дека е човекот виновник, а дали ќе добие трет мандат исто така тешко е, зависи дали бил добар или не. Точно, токму тоа, но ето гледам тоа. дека јас денеска и со госпоѓа Бухова, која што ќе биде овдека негдека пред 10 часот, гледам дека веќе во различни земји се преминуваат различни политики околу пандемијава. Јасно е дека целиот свет е уморен, јасно е дека најголемиот брања сепак во Европа и во Соединетите Американски држави и на други места. Добро, немаме информации за што е во Кина. Јас ги следам атикерите. Кина ми е многу контрадикторна. Таму имате неколку града од по 15 милиона жители кои се целосно затворени, но тоа не е некоја вест за светските агенции. Ние се фокусираме на антиваксерските протести во Брисел и во Барселона. Па тешко дека ќе видиме во Кина такви протести. Со Не, кршење, протести нема, но очекувам од западниве агенции како што се овие Reuters и Associated Press и France Press. Малку има извештаи. Сашо, морам да признам дека јас лично сум збуден, не знам дали не одиме на подобро, идеме на полошо или сме на исто. Реално зборам и во должност кон гледачите се обидувам да не ги коментирам работите кои доаѓаат од светот, бидејќи од една страна се затвараат, од друга страна се отвараат, излегува Светска здравствена организација вели завчера омикронот е преодна фаза, готово, еве. Отидовме, но не е така очигледно, а ќе видиме што е. Гледам и новозеландската премиерка ја откажа собствена Дури, свадба. може би има и други причини сега да не навлекуваме во интимни. Неколку нови случаи. Може би. Што се случува на украинско-рускиот под наводници, ќе кажам фронт, бидејќи не е фронт, ама е едно блиско триење. Што се случува? Она што е ново до Тринава е повикот на State Departmentот на граѓаните на САД да не патуваат во Украина, а препорака на семејствата на дипломатскиот персонал од амбасадата во Киев да се да напуштат Украина. Иако нема војна, иако нема ништо, сепак од безбедносни причини се знае кои би биле евентуалните импликации доколку дојде до некои конфронтации прво со американските државјани на удар. Од друга страна, европската дипломатија засега одбива да има било каков повик, сметајќи дека не се случува ништо во Украина за да го повлекуваат својот европски персонал, но едно е сигурно, Сашо, и натаму се концентрираат двете страни. Јас ќе бидам слободен, ќе кажам, можеби како еден наслов би рекол и русите и американците се подготвени да се борат до последен украинец. Така ми делува, ќе видиме што ќе биде, но генерално има многу оружје. Многу оружје, секој е обвинува другата страна, но генерално се стационира оружје, НАТО сојузниците праќаат помош за Украина во оружје, веќе имаме некои таму формацијски извештаи, да не зборувам 2 пешадиски бригади, 2 батальона и така, тоа не би навлегол. Оно што исто така е во фокусот на вниманието и можеби е поврзано со Украина, ќе видиме, ево што се случува на Блискиот Исток. Некако тоа е се блиско географски, ќе потсетам, Обединетите арапски емирати се неколку веќе дена под удар на проектили на јеменските хуту племе, кое и утринава повторно емиратите се одбранија од тие ракетни напади. Тоа не е безазлена работа и оно што би привлече како внимание е сириските и руските пилоти ги засилија воените действија во регион на Сирија кој оди према Русија. Че сето тоа е веројатно нешто геостратешки се случува, кои ние новинарите сега за сега не можеме да видиме, но ми е чудно и малце индикативно зашто токму сега се активира и Сирија, но и ова со Обединетите арапски емирати, тоа е една држава, ќе потсетам, каде што никогаш немало да кажеме. Иако нивните спорови со јеменските бунтовници и сега хаосот кој реално владее во Јемен
е долгогодишен и таму они се една од страните кои што која е влезана во и помага пресметката, точно. одредени Но зошто токму сега е сето тоа интензивирано, тоа ќе оставиме време да видиме. дека доколку дојде до ескалација на сударот во Украина, тој нема да се одвива само во Украина. Морам да кажам дека ме изненади реакцијата на британската влада која Викторов реши да објави нешто што инаку ретко се случува, тоа се супер тајни информации со кои располагаат, дека наводно Русија се подготвува во Украина да инсталира некаков свој режим кој инаку е составен повеќето од тајкуни и луѓе блиски на руската власт, а кои дел од нив, ако не и сите, веќе и живеат во Русија со години. На платен список на Кремљ се дефинитивно. Но занимливо е тоа, бидејќи обично таков тип на сценарија не излегуваат од официјални, најофицијални извори, особено кога се британците во прашање. Тие и реко, ова ни се податоци до кои нашите тајни служби се дојдат. Тоа обично се пушта по други канали, нешто медиуми, нешто приказни и така, а ова беше баш експлицитно. Факт е дека веројатно, ние сите се карикираме и предпоставуваме, па нека не извини јавноста, но веројатно ни една држава не сака во директен конфликт да влезе воено, значи фронтално во потеркот на Прва светска војна, туку секогаш се работи нели во позадина за смена на режим, ставање на проруски, кој потоа полесно ќе има возможи на овие сили кои би требало да бидат нели евентуално конфронтирани, полесно да влезат. Ќе видиме многу шпекулации има, ја повторно ќе кажам, повеќето шпекулации доаѓаат што би било кога би било од страната на НАТО, одошто на Русија која на теренот стационира војска, но демантира и негира било какво евентуално воено мешање во Украина. Морам да кажам дека после вестите кои, само што не почнале за некоја секунда во утренски брифинг, ќе бидеме во студиото со колегата Љупчо Поповски, со кој традиционално понеделнички се осврнуваме на разни теми, па ова ќе биде една од темите за кои што ќе поразговараме. Дејан, благодарам за утринското брифирање.